Супер, уште Добро нешто не да додаде. Здраво дечки, денес Здраво, имаме здраво. уште една епизода на Байкерот и Кросфитерот. Така е. Денес во студио го имаме Денис Абдула. Здраво, живо, Фала, како дечки, е, мислам. како Ја е? цело време, мислам, едва чекав какви све, толку време чекам, викам, ај валјда ќе ме викнат. Па еве, Чим кога го си викна тука? овој, ај сега да не го споминјам, па викам, зашто мене не ми се јавува. Викам, што сум сгрешил ја? Ама еве дојде и тој ден. Не знам зашто по телефон ме викавте докторе, ама сепак мислам, Која ти имаме веќе тука? така? Ајде да почнеме. Колку често треба да се масира еден професионален спортист? Па да се масира. Нек се масира. Ако има да извади од себе шлајм, убаво е Него секој шлаем за чворови. за чворовите. Дали Има е окей едни секој ден? Чворови кај еден бесат, еден месар, он ги прода од јунешко, ама добро, Не, бе, мислам, не знам човек. зашто ме прашувате за Кажи Кој ќе те му, фати за тоа. тука? Абе за мускулни чворови ти избори. Какво јунешко месо, какви чворови бе, човек каква месара бе. Па зашто збори? Чвор, нели, кој имаат луѓе, на тврдо кој им е тука, како го разбиваш? Кај да знам бе брат? Не знам, оди нека баба, нека земе нек те поплюка, валјда ќе ти помине, не знам што да ти кажам, мислам, зашто ме прашувате вакви работи бе? Физиотерапевт како тебе има масирано спортисти, како Перо Антич, како Жарко Паспалј, како Дражен Петровиќ, Чарли Чаплин, Дженет Джексон, брати, Майкл Джексон, кој што е Фреди Меркјури. Майкл Джексон и Дженет Джексон ги сакав од мали, имав касета од нив и едно куче, пошто со паштета вујко ми ја намачка, му паднала и кучето мислело месо и ја изеде. Го однесовме на ветеринар, ама касетата излезе, ама лентата у него остана па. Чекај бе, ти кој список го зема, кој ми го даде? Човек со Денис Абдула, физиотерапевтот. Абе еве го Ај, абе, театар било. Знаете кој сте викнале ви у емисија? Значи ја доаѓав тука до Скопска Црна Гора, трети врв, се качувам с хеликоптер служба, викнав. Варно мислам како ме возите од Преска, ти си аутомеханичар, ти си граđевинац. И полош вие од на Лазаров подкастот. Ајде, чао. Што? Абе, ке снимевме нешто, бе. Кој е байкерот? Ја. Кој е кросфитерот? Јас. Како дојдовте до идејата да отворите подкаст? Ја имав подкаст, ми дое Жареко гостин и уште на само снимање со него му реков ја и ти преако подкастерски дуо и после он ми кажа па мора да правиме и така. Како дојде до идејата дека од гостин треба да бидеш водител на подкаст? Пред да бидам гостин, сакав да бидам водител, немав ништо од ова што треба, имав само главата што можам да зборам и дојде Томе со све останато што ми фалеше. И јас само дојдов тука како гостин и се зборам цело време. Кој се бави повеќе со креатива, а кој со менаџмент? Ха-ха. Па и двете сме двајцата. Техничкиот дел, Да. јас го завршувам повеќе, а се друго е секогаш заедно. Ти си монтажа? Да. Све што гледаш технички е мое дело, а се друго што е логистика, менеджмент, концепти, гости, се во договор. Тешко е да се договори се тоа? Не знам дали ме тупи. Заозбилно те прашам. Па не е страшно. Види, прашања си имам јас мои, но Томе си има негови. Јас имам моја замисла што ме интересира човекот, он си има негова. На каде е поубав животот? Во Скопје или во Виена? Шахмат. Јас рачунам се уште дека сум у Скопје, така што Скопје. А Виена? Преубаво е и таму, ама не го рачунам по дома. Што ти иде подобро? Обука на луѓе и тренинг или па ова што го правиш со подкастот? Вајда обука на луѓе и тренинг, не знам. 12 години го правам ова сум 2,5, така да. И за 20 е прашањето, колку е тешко да се осмисли една епизода? Тоа е тешко да се одговори за тоа што е дел од животот. Значи од моментот кога ќе ни текне, ајде да го викнеме овој гостин, мене нонстоп ми работи главата, што убаво би си разговарал со тој човек. Повеќе сакаш да снимаш спортисти и уметници кои што ти повеќе ги цениш или джетсетери? Спортисти и уметници, што ја ги ценам повеќе. А зошто е тоа така? Патот кој ќе ме интересира на уметникот и спортистот и целиот процес што го поминале за да стигнат до таму кај што се. Томче, што те нервира кај Жарко? Ништо. Тоа неговото што е многу спротивно од мене, конзистентност, малце OCD, не менјање ствари, не ме нервира, ама е различно од мене. Ама знам дека е клучен фактор за успехот на подкастот. Жаре, што те нервира кај Том? Ја истиот одговор ќе ти го дам. Не, мислам дека спортивности се надополнуваат и мене тоа што ми фали го има он, него што му фали го имам јас и мислам дека сме одличен тим. Што највеќе почитуваш кај него? Љубопитност. Желба за напредок. Што мислите уште колку сезони ќе трајат? Дур сме живи. За секојаш. Нема ни сезони. Нема ова. сезони кај нас, бро.
Само тера. Дали го правите ова за финансиска заработка или чисто го правите од љубов? Чист. Чисто. Байкерот из CrossFit да се гледаме наредна епизода. Чао. Чао.